Годинава се одржа 8-миот поред традиционален црно-бел бал во организација на Лајонс клубот Битола. Оваа година во знакот на пријателството на Македонија со кралството на Белгија, земјата на чоколадите и вафлите, земја која е политички центар на Европа, земја со извонредна историја и многу славни личности. Лајонсите од Битола, Македонија и ширум светот, црно-белата ноќ ја обоија во боите на пријателството и филантропијата, дарувањето и донирањето. Па за мене беше логично да се слави пријателството со Белгија, затоа што Брисел е најголемиот европски центар за лобирање, а во мојот профил лобирањето е веќе секојдневие, така да верувам дека и присутните хуманисти, членови на Лајонс клубовите и оние кои што не се не поддржуваат нас, се чувствуваат пријатно и во однос на изборот и во однос на понудената програма. Средствата ќе бидат искористени за спортската сала во зградата на Центарот за социјални работи. Точно, бидејќи ова е хуманитарен бал, значи средствата собрани од овој настан се донираат. Неки ги донираме конкретно и набавувајќи од еден материјал, односно спортско-рекреативна програма. Да подсетам, во нашиот град, во рамките на објектот Центар за социјални грижи, се наоѓа една малечка спортска сала. Со спортската сала управуваат Сдруженијето на слепи, Сдруженијето на глуви и Сдруженијето на лица со посебни потврди или телесна попреченост. Ние одлучивме да донираме спортско-рекреативна опрема која што ќе им користи на тие посетители на целната група со која што ние сме посветени секојдневно. За гостите на балот, вистинска реткост беше во преполната агенда на првиот човек на лајонците во светот, Џо Престон, председателот на светската организација, да биде заедно со нив на балот во Битола. Навистина Битола е прекрасен град, си поминав одлично и во самиот град и кога бев на планината. Прекрасно место е да се дојде тука. Ова е последна вечер и мило ми е што сум тука. За ваквите настани мислам дека се одлични. Луѓето се забавуваат, а воедно се дава и внимание на наградените. А беа промовирани и новите членови на Лајонс клубот Битола. Искрено многу среќна и возбудена бев. Не знаев дека има и таква официјална церемонија каде што те назначуваат за член на Лајонс. Се уште ми трае возбудата со оглед на тоа дека пред 5 минути ја добив оваа значка и се надевам дека со гордост ќе ја носам и ќе ја оправдам. Се чувствувам супер. Ми е особена чест и задоволство што сум од овој клуб. Се надевам дека во иднина со моето членство ќе придонесам со хуманитарните активности на овој бал да му се помогне на луѓето што е неопходна нашата помош. Секогаш е подобро да бидеш дел од група, сакаш нешто да постигнеш. Некојаш на лично ниво, меѓутоа на општествено ниво е секогаш подобро. Така, пред се сум горд и почестен што сум дел од овој клуб Лајонс Битола и можам да кажам дека ми е огромна чест што сум денеска баш да речем избран меѓу толку голем број на членови на Лајонс клуб и поддржан од нив. Пред се надевам дека со мојата енергија и со мојата младост ќе можам да придонесам за остварување на пред се хуманитарниот дел на овој клуб и секако дружбата со овие господа што тука сите се заедно. Веќе четврта година поред, Лајонс клубот Битола од својот ред прогласува Лајон на годината. А оваа година тоа признание му припадна на Велчо Петровски. Специјални признанија беа доделени на Томе Гагачев, доктор Петар Бојаджиевски, а за почесен член на Лајонс клубот Битола е избран председателот на Сдруженијето за борба против дијабетесот Борис Мијалчев. Пријатно е задоволството, посебно за мене представува чест ова. Сдруженијето на граѓани со дијабет на општината Битола секогаш соработува со Лајонс клубот. Ова ќе придонеси да соработката стани поприсна, потесна и во секој случај успешна. На балот на гостите им се обрати актуелниот гувернер на дистриктот 132 Драги Филевски, кој што додели високи признанија. Нормално дека дистриктот ги додели на тројца членови од овој клуб. Поточно на Љубица Ангелкова Манголска, на Марија Танушевски, председателот на клубот, и на Ѓоко Христов. А претходно на кабинетот на уште еден член од клубот Битола, поточно Лијана Нечевска, му беше оделена висока награда. И сосема заслужено ова година Битола и собра сите награди. Битола има голем процент на лајонци, особено млади.
Да, ако земиме во проценти, Битола има негде 25% од цела Македонија членови. Поточно, ако има, сега имаме нов клуб од вчера, 850 членови, во Битола се околу 170 членови или така некако. Многу е важно дека денес на кабинетот примивме уште 20 млади луѓе, леовци. Што значи сега во цела Македонија, во цел дистрикт имаме 250 млади членови. Замислите каква е сила 250 млади луѓе да имате во вашиот дистрикт. Зошто е ова година многу важна? Имавме толку многу гости, ќе ги спомнам некои од нив. Значи, председателот Джозеф Престон со неговата сопруга Джони, кои дојдоа тука од Америка да бидат со нас на нашиот Црно-бел бал. Тука беше исто еден од интернационалните председатели, Оја Себок од Турција. Тука беше господјата Кристи Вилчак, една од директорите на USAID. Тука беше и исто и директорот на USAID овде во Македонија. Тука беа гувернерот на Словенија, тука беа пријатели од Албанија, тука беа пријатели од цела Македонија. Јас мислам ова година балот го постигна највисоката точка. Освен изненадувањата за гостите, и тие на присутните им приредија изненадување. Председателот на светската организација Џо Престон ја отпеа химната на лајонците. Гости на балот беа и првиот гувернер од формирањето на лајонците во Македонија, првиот вице-премиер и други поранешни гувернери. Во Битола нормално дека се чувствувам прекрасно, а вечерва ми се чини дека е најдобар бал до сега што е одржан и се надам дека и понатака се подобро и подобро ќе биде. Мотивациони бар, овој бал, што повеќе луѓе да дојдат да бидат членови, да бидат хумани и да допринесе нешто во ова општество наше. Ние сите во Битола се чувствуваме убаво, затоа што го славиме служењето. И ние лајонците се дружиме и служиме. И гледате колку сме ние убаво и компактно друштво. Ова се сите добри и хумани луѓе. Јас сум 14 години Лајонс. Оваа година излегов од мојот клуб затоа што мислев дека сметам и сега дека треба да направам една повисока цел, да воведам млади луѓе во лајонизмот. Затоа јас се одлучив да формирам нов клуб, тоа е воедно првиот клуб што се формира оваа година. Тоа се 20-тина прекрасни луѓе кои што за прв пат стапуваат во лајонизмот и моја задача лајонистичка е да ги научам, да ги воведам и да бидат горди лајонци. И навистина во Битола многу често доаѓам и многу радо доаѓам. Токму така и го чувствувам како мој втор град во Битола, затоа што чувството во дружењето со членовите на Лајонс клубовите во Битола е незаборавно задоволство. Моето редовно присуство на Црно-белиот бал се должи и на тоа долгогодишно пријателство. Ваквите забави се нешто што е неповторливо и дистриктот го усвои како нешто што е традиционално и кое секоја година се слави, заради тоа и се организира секогаш кабинет на гувернерот на денот на одржување на Црно-белиот бал во Битола. Покрај многобројните гости од повеќе Лајонс клубови од Македонија, во Битола беа присутни и гости од клубовите од Албанија, Турција, Словенија и многу други. Ја могу да кажем, не сум први пат во Македонија. Не сум за прв пат во Македонија, но за прв пат доаѓам во Битола. И многу ме радува што сум со вас денеска, посебно заради мојот пријател Драги, и мислам дека ова е одлична прилика да се подружиме и запознаеме, а можеби некоја соработка да направиме во иднина. Инаку, овие балови се одлични настани, посебно заради тоа што вклучуваат и други држави. За забавата да биде на највисоко ниво, се погрижи танцувачкиот клуб Степа под Битола, План Г од Гостивар и битолчани
станите контру-диџеј. Па не знам, мене ми е голема чест стварно. Значи ова не ми е прв пат на Црно-бел бал, ова не е втор пат, прв пат настапувавме, ова беше за Турција. Мислам дека е супер, супер атмосфера. Сигурно ќе видат како и внатре луѓето, дали беше добро, супер. Па стандард со нашето латино и малце латино хаос и така. Тоа не беше репертоар. Значи, во Битола сум до сега полупрофесионално по трети пат и можам да кажам дека е прекрасно. Дека е прекрасно. Тоа е најбитно, да е прекрасно. До сега на ова нешто сме учествувале прв пат, прв пат. И можам да кажам слободно дека ова е невообичаено нешто. Значи, ова е нешто што има само во Битола. Дали тоа влијае културата, дали тоа, не знам, по некој си таков нивни битолски менталитет, сакам да кажам дека уствари ова од другите места во Македонија го нема. Лајонците се секогаш таму каде што треба и тоа уште од 1917 година, секогаш горди и обединети. Оваа вечер заискрија желбите за среќа и радост и љубов во предвечерието на големите празници во кои сите помалку или повеќе се навраќаат на грижата кон другиот и желбата да се сподели радост. Сите наградени изминатите години покажаа што значи да се биде хуман и со својот личен пример дават пример на останатите како треба да се помогне на оние на кои им е најпотребно. На настанот Галерија Дуо имаа продажна изложба на слики, а од особено значење е и присуството на останатите битолски лајан клубови, помеѓу кои и најмладите Лео клубот Алфа.